Вистина е дека вчера главната борба на Зоран Заев беше да се заштити Зоран Заев, фамилијата и луѓето од власта од одговорност за криминалиите со која тој и неговите луѓе управуваат. До доцна во ноќта пред нас имавме слика на еден ученик потопен во криминал кој се препотуваше, грчеше, црвенееше, во исто време и кога веднаш потоа беше блед како крпа само да задржи било каква контрола над обвинителството. Да може тој да контролира и управува, да наредува, затвара и заташкува случаи. Едноставно, таа контрола му треба за да не одговара за рекет, но Бога ми и за рекет 2, рекет 3, рекет 4, но и сите останати случаи каде што има индиции за сторен криминал. Тендерите на Рашковски и останатото. Водеше битка за бегање од одговорност своја, на својата фамилија и соработници. Да не се стигне ниту до Кирацовски, ниту до Ременски и сите останати опфатени со сомнежи за силна криминализираност. Ете, затоа нема договор. Затоа Зоран Заев сака озаконување на криминалот во сопствените редови. Планот на Зоран Заев е да не се постигне договор. Дојде за да овие преговори немаат успех. Зошто човекот има план, видовме дека Б не им успеа, план Ц, кој гледаме дека го туркаат по секоја цена, односно предметите од специјалното јавно обвинителство да ги пренесат во јавното обвинителство. Вака Зоран Заев си купи можеби уште некој месец мир, но сега или потоа одговорност ќе има. Соочување со правдата е неизбежен процес, кој мора да се разбере дека ќе дојде. Понудата на Заев беше ново СЈО, водено од страна на еден од 10 помошници на Катица Јанева, како офанзивна алатка, обвинителство кое што ќе го води Русковска како дефанзивна алатка и сето тоа управувано и раководено од Јовевски. Кој беше нашиот предлог? Нашиот предлог беше во ред се согласуваме да постои јавно обвинителство за гонење на висока корупција. Во ред се согласуваме да опозицијата предложи обвинител кој што ќе го води тоа обвинителство. Во ред се согласуваме за надлежностите кои што ги кажавте, а кои што се однесуваат на гонење на криминал, на лица кои што се избрани и именувани. Но доколку сакаме договор, ние мораме да ги почитуваме законите. А законот, специјалниот закон за специјалното јавно обвинителство е јасен. По престанок на мандатот на специјалната јавна обвинителка престанува и мандатот на незините помошници. И тие се враќаат во матичните обвинителства од каде што дошле. Ниту во еден момент јавниот обвинител Јовевски и според постојниот закон, откако ќе ги превземе предметите од специјалното јавно обвинителство, не го спречува истите да ги прераспредели на истите обвинители кои што ќе се вратат во матичните обвинителства. Пример, доколку обвинителот кој што е дел од специјалното јавно обвинителство и доаѓа од обвинителството во Куманово и води предмет кој што е во судска процедура и е дел од предметите на специјалното јавно обвинителство, доколку Јовевски го преземе тој предмет, со ништо не е спречен тој предмет да го прераспредели на истиот обвинител. Да бидам попрецизен, не постои местна надлежност или ненадлежност кај обвинителите. Истото тоа може да се пренесе и кај обвинителката од Кичево, истото тоа може да се пренесе и кај останатите обвинители. И за ова, доколку Јовевски на законски начин ги превземе предметите, не му пречи нити постојниот закон и не му е потребен новиот закон. Може да го искористи и постојниот закон. Тоа е принципот на ВМРО ДПМН. Почитување на законот.
и однесување согласно законите. Зоран Заев го одби нашиот предлог да новиот обвинител во новото обвинителство се занимава со корупција на избрани именувани лица, без разлика кога тој криминал е сторен. Без исклучок кога тој криминал е сторен. И без разлика дали се однесува за сторен криминал на лица кои што се избрани или именувани од СДСМ, ВМРО, ДПМНЕ, ДУИ, Алијанса, БЕСА или било кој друг кој што бил избран или именуван на ваков или онаков начин. Сведоци бевме на една панична пресконференција денеска, полна со небулози, лажни клевети и невистини. Дури Зоран Заев, човекот кој што е заштитник и промотор на криминалот во овие 3 години, се дрзна да мене ме обвини дека истрагата за рекет според него водела до мене. Јас не сум како Зоран Заев. Јас верувам во честноста и честитоста на луѓето. И нема да го тужам. И нема да се заканувам со тужби поради ова невистина. Но ќе го предупредам дека свиркачи во ВМРО ДПМНЕ ги донесува исказите кои што се дадени као обвинителката која што го води предметот рекет. Но истовремено и наредбите за вештачење и резултатите од вештачењето до ВМРО ДПМНЕ. Тука моето име го нема. Но има имиња на луѓе од власта. Внимателно ќе го наблюдуваме развојот на настаните. И нема да правиме воерски шоа презентирајќи ги овие документи. Се додека гледаме дека постои барем минимална објективност во водењето на случајот. Првиот момент кога ќе видиме дека некој сака да го заштити јавниот интерес, ВМРО ДПМНЕ ќе ги објави сите овие документи на увид на јавност. На крајот од состанокот споменавме едната и другата страна дека оставаме простор во иднина да продолжат преговорите по оваа, но и по другите теми како што е и впрочем предвремени парламентарни избори.